и денеска со вас е Алекс. И Виктор, здраво дечки. Што ќе збориме денеска, Виктор? За поемата на новиот Хомер, Сердарот. Или на грчки? О, Арматеус. Океј, прашање, знаеш да ми го... Што е Сердар? Сердар? Мислим дека финтата беше дека Сердар е нешто како херој, тоест јунак. После е слично нешто стил на Арамија. Што тоа исто. Ако се сеќавам упо. Зашто нели го читам и се спомнува дека и Кузман е Сердар, и татко му пред него. Right? So, ја ваќе ка дете што не е од тој регион, не разбирам што значи тоа, така да затоа викам да... Океј, добро сни. So, значи херој, така? Да, мислим. Оваа книга е нели напишана у 1860-та од Григор Прличев, кој бил образован од Димитар Миладинов. Он е познат нели по оваа поема. Уште една друга, напишана у име на Скендербек и по неговата автобиографија. Он го има напишано на грчки, поради тоа што бил студент у Атина, и тога нели он е израснат у Охрид, и таму ги учеле грчки да пишува, јеби га грци. И он го има напишано, има поведено за најдобра поема, епска поема напишана, и бил кронисан со новиот титулот Нов Хомер. Но поради тоа што бил македонец, словен, не го признале баш од кој дознале дека македонец. Не го признале многу добро и го имат избркано од Атина после и мора да се врати во Македонија. Што студирал? Што студирал? Мислим дека беше медицина. Медицина мислим дека студираш. Медицина. Ако не се лажам. У мојот брат на... добра поема за некој доктор. Да. Тоа е, мислим за Што ќе размислиш од тоа? чудо може ли да прочита? Не. Со неговиот докторски ракопис. Ама да, он, како што реков, бил од Димитар Миладинов, кој што му остал образован од Димитар Миладинов, што му остал многу голем као впечаток и му остал голема инспирација за понатаму да стане писател и све. И мене ми се оставено. Да? Кој прв пат го имаш прочитано? Што? Сердар. Не мислам за Димитар Миладинов. Добро, константин Димитар Миладинов нимат на сите останено голем печаток. Што ме праша Сердар, од кога прв пат го прочитав. Целосно не е одамна, зашто ипак е долга песна, right? Да, реално. Па епска. У школа првата песна ги имам прочитано, ама не целата. Сега го читав за ова за подкастов целата. Искрено, окей е, има некој стилски... Многу ми меша романтизам и кај македонски стил, барем право да требаше да читам, со многу стил на Хомер, кај што споредува и користи богоите, за ствари ги повикува. Да, па добро, реално до тој период исто е било, и светска литература била популарна, пример, кој пишеш некоја поема или поезија да ги повикаш музите, и ако сите биле христијани, сите тоа ги викале muses, give me an inspiration or some bullshit like that, зашто тога е било, се има основана или грчката држава и сите биле као таков грчка еуфорија. Нели затоа почнало и тога да се развива неокласицизмот као уметничка форма и нели за градби и све, зашто го биле сите обседнати со. Не сум сигурен да негде. Paradise Lost, нели исто епска поемаше. Почно е кај што патот него повикува музите, толку Светиот Дух, кај на тоа можеш често да приметиш после, нели? Кој доаѓа христијанството. Што го Океј, значи спомнахме дека го напишал за поетски надпревар тоа. Што е точниот збор? Мислим дека точниот збор е усвари... Вајда надпревар, што значи, чекај. Вајда надпревар. Да, надпревар. Еве, буквално така го пишува. Надпревар за најдобра поема на грчки јазик. Да. Го напишал за тоа, за надпревара. Ама... неговата инспирација била од исторички настан. Да, бил инспиран од ликот на Кузман Капитан, што се рачуна дека бил вистински човек, што бил во Дебар, кој што се борил против
што се борил против албанците и нивните напади на селата во регионот и се рачуна дека е умрел многу херојска смрт. И он сега го зема митот на Кузман Капитан и го преоформува во нова поема, у која што може да ја покаже нели неговата смрт и како тоа влијало на сите луѓе кои што он ги штител и на кои што он им помагал. Да, нели го содржи тоа прераскажување на настаните, нели митологијата што више постојала, он га зема и даловно га преработува, даловно нели га епски. И малце ја мањава за Грци, нели, зашто ипак на грчки за Грција, некои елементи, тоа што спомнав, нели, многу става тој грчки урихајна, не знам точниот збор. Меѓувремено се примееше дека е македонска приказна со македонски проблеми, особено на тој регион зашто збори за река пределот и за тој временски период кај што уште биле во турска власт, ама и не, и државите не биле оформени уште кај што треба, и народите биле раштркани на Балканот, зашто нели под турско робство немало баш границе, секој идел кај што сака, и границите не биле баш воспоставени како што се денеска. И затоа нели кои почнале да се воспоставуваат, создава многу проблеми, кои да кај што како е, нели балканските како е. И овој период особено тука нели како има проблеми со албанците, со македонскиот тој регион. Да, Дебар, тој дел Мавро-Ростуше Дебар е многу мешан регион и реално како е остаток од Балканот, тога и сега е релативно етничка варијација, нели има од сите народи имало по нешто. Имало грци, срби, македонци, албанци, роми, власи, све имало и тоа е тоа. И од тие кои што живеели почиња нели овој период да се појавува и национализмот и ово, и да почиња и повеќе конфликт меѓу народите. Ова исто е едно од ретките епски поеми што може да сретнеме на македонски јазик. Зашто нели пак ќе речеме главно словенскиот, нели, и македонскиот со негови подгрупи, се развија писмото се развија прилично касно. И многу нема затоа епски песни и тоа, туку имам повеќе нели преку приказни што се раскажа што не биле запишани. И затоа ми е неамо. Сигурно имале нели словените, ама неамо запишано и неамо докази и затоа на ова ретките што може да го сретнеме, особено македонски кој нели на македонски што и па други. Е прилично интересна, ама пак ќе спомнам многу краде од грчки елементи. Па да, затоа и реков, тој реално бил образован од грци, нели, Охрид тоа имало огромно грчко влијание и затоа усвари мешавина меѓу грчка и македонска култура углавно. И пак се гледа дека има влијание од приказките од македонскиот регион, што нели главно биле од кажување нели од стил народни приказки, кажување на колено, што после нели као неговиот учител Димитар Миладинов ги има собирани, он сигурно имал контакт со тие приказки преку неговиот учител. Затоа има и нели елементи на македонски приказки народни што се нели херојски, епски, све тоа. Без одвлечување би рекол да продолжиме со што се случува усвари во самиот епски дел. Океј, песната нормално раска? Не, песната. Да, епот. Со текстот на Сарадор се состои од 8 песни или 8 пеења. На почетокот од пеењата почне со опис за тагата на народот и за состојбата што е река, и за смртта на Кузман. Дори после продолжуваме со тоа како албанците, неговите убици, го носат Кузман кај неговата мајка. Да, или пак како што овдека се опишани гегите. Да, гегите. Го носа кај неговата мајка, Неда, така се кажа. Го носа кај неговата мајка Неда, која почна да тажи нормално, и кај што го носа, го остава, нели, и почнува да ја раскажува приказната за како он се борел храбро против нив и утепал и нивниот лидер и еден куп од нивните људи. И деловно овде ми се свиѓа што овој дел кај што збори за борбата, зашто ипак
га каже албанец, нели, гега, што се вика, и га каже за секој гега што Кузман го тепал, му каже за фамилијата негова, дека имал деца, дека кој бил овчар, кој мајка дома го чекало, што мене кај на тој дел ми беше ја добар дел. Интересно зашто Да, мене исто ми се свиѓа, нели, како го пишува Неда, дека е со амазонска става, дека она самата како херој, дека е моќна жена што изресна моќен човек што го чека. И ми се свиѓа како нели почине дека она сења дека дел столб од куќата и паѓа како нешто не е уред. И нели она ги слуша дека окей, готово, толку. Ама да, ме тој елементи ми свиѓа, нели, како у сон како го доживува тоа дека нели како сиње умира, нели дека е мртов, дека столбот куќата и паѓа. Да, тој дел е добар, зашто мислим, окей, нели сега да ја објасни како мајката има пред тоа сеќање, нели, за децата и ги сака и се грижа цело време мислија за нив. И современо, нели, не е foreshadowing правилниот збор за ова, ама ме разбираш што зборим. Има, што е исто добро, ама после од кој и га кажува приказната, она почне да ја колне и да ги избрака од дома, зашто многу ретко родител гледа и е многу тешко да му умре дете, нели? И колку и да бие тој што го направил тоа, што го тепал детето, да се извинува и да бие негрешен, у очите на мајката никад не може да бие негрешен. Да. Што е многу јасно. Да. Затоа она почне да ја колне и да ги ги брака од кај неја дома и се собира затоа свите жени од цело село и мужи и жене и го оплакува и не да нели се облака од црно и исто не доаѓа збори не памтим која песна се беше, ама за неговата свршеница на Кузман, Марија. Како она не сме да е на погребот и ова, заради татко е, нели, зашто се плаши татко е да изреагира нешто, зашто нели пак не биле земени и пак се праправа, мислам дека нели иде и го исплакува нели дома, го плаче пак и заради тоа нели она после зашто не верува дека ќе најде уште некој толку добар кај него, станува монахиња. Да, у негова чест и у негова. И после задното пеење нели го закопува и крајот завршува кај свака епска песна што почне, кај што поетот ни се обраќа нас лично и ни каже од кај му е песната и овде нели каже вика на гроб на Галишник бев и млада мома пееше и ова го слушнав и го запишав. Што исто нели класично за епски песни нешто тој стил да имаш или на почетокот или на крајот, кај што пишеш од кај ти е песната и тоа. И тоа ми се свиѓаше класично. Да, и нели овдека нели дека е нели дека е heavily implied, дека е ова неговата како се викаше девојчето од него што го свиѓало, нели? Дека е Да, очигледно е таа, basically. Implied е окей, ја нагледав така implied, ја бев кај очигледно е таа. Ја мислев дека тоа е заклучно. Приказната е прилично проста, би рекол. Не е кој знае што приказна, ама иако е кратка, не е многу долга, тие характери што се спомнува, пак мислим дека има тежина, има и са develop, са развиени. Нели, не са еднолични. Зашто пак ги пеал гегете ка противници, а мисто ги опиша и ка људи. Тоа мене барем лично ми се свиже, зашто Да, пошто пак ги прави дека нели као не се само нели тие дека иако од свите страни на конфликтот има људи вистински, не се само нели не се само чудовишта, да. Чудовишта, не се само чудовишта, не се само други. Окей, што би рекол за песна? Колку што би ја рейтал? Реално, гледајќи дека ја би ја рейтал солидно на 7 од колку, од 10? 7,58, така нешто. Окей, чекај, ќе рейтаме на колку пута. Окей, тебе кога ти се свиѓаше? Од 1 до 10, колку тебе ти се свиѓаше? 7,5, така нешто. 8.
Тој реално. Ја лично би рекол 6. Ја за мене 6. Шо мислиш, некој тогаш што го читал, кој излегла, нели на надправаров ева на грчки и тоа. Што би мислел тој човек, тој прв, што мисли според нивните стилови тоа? Што би мислел дека тогаш би бил? Парачне го именувале втор Хомер, така да вајда 10 од 10 или 9,5, така нешто. Не, пошто реално да, ти што викаш за модерни стандарди е релативно проста, ама да, кој ќе видиш дека реално тој почнало све ова да се развива, дека тој буквално немало литература, ниту пак нешто многу излегувала литература на грчки, ниту пак излагала нешто многу литература на македонски. Као буквално углавно се овој период примерно Македонија тога нели излагале колекција на веќе раскажани приказки. Не се формира толку нешто многу оригинално. Гледајќи дека у таков контекст излага оваа поема, ова било као вау, нели као чудо. Реално се во модерно време нели изгледа релативно проста, ама реално и нели поезијата нели е интересна, има некој многу интересен символизам и од огромно културно значење нели за македонскиот народ и културата. И ја би рекол дека пак тоа сава да спомнам, нели, иако мене можда јас сега 6 га рейтам, тоа га рейтам 6 колку мене ми се свиѓа. Зашто мора нели ја разбереме историскиот контекст кај што излага и околината. Зашто ќе спомнем сега Lord of the Rings, така? Ако сега читаш Lord of the Rings, исто, приказаната е проста до негде. Проста и основна. А сме видели преработена 1000 пута конструкција, нови деконструкција, нели? Ама самата кој излегла во тој период била револуционарна и нова. Разбираш? Истото и ова треба да разбереме дека не е нешто што тога ги имало толку. За периодот кај што излегла и за влијанието уопште на македонската култура и развој, ја би рекол дека прилично има голем ефект. Иако не толку колку луѓе што го прават, искрено мислам. Искрено. И пак била напишана оригинално и преведена од грчки и некако да покаже кај дека пак производ од своето време и околина и покаже дека пак македонскиот народ и јазик бил под многу во тој период под странско дејство, нели? Зашто во тој период не имало школи на македонски, имало на грчки, српски и бугарски во околинава наша. Така да пак се цени толку, ценим толку тоа што е напишано, а мислим дека пак има понатаму многу подобри македонски дела, што се инспирирани од ова, но ова пак мислим дека негде го основува тоа, зашто особено и песни и после тоа нели имамо за крале Марко и тоа и све. Технички нели крале Марко има живеено и пред тоа. Пред ова. И постојало и митологијата за крале Марко и се околу него, а мислим дека особено тој дел не би бил толку развивен без ако не би го имале Стерларов и ова што ги имамо сега. И Тарпио не би бил толку развивен и такви ствари, ме разбираш? Ако не е до Стерларов до ова. Да, не, реално, ипак, ова е као, ја би рекол дека е, иако на Неда има паднато основниот столб од куќата, со оваа поема изгледа основниот столб на македонска литература.